да започнеме. Првично да им се заблагодарам на сите кои што се приклучија на оваа прва Heidelberg Free онлайн форумска дебата. На темата што може да очекуваат вработените во време на глобална рецесија и кои права ги имаат вработените во услови на криза, односно COVID-19, со што денес на оваа тематика ќе ни говорат Драган Лазаров, адвокат, Ана Колевска, исто така адвокат, и Ивана Дојчиновска Стојановиќ, директор на HR НЛБ банка АД Скопје, со што ќе ги изнесат своите мислења во однос на оваа тема и ќе споделат со вас некои практики, па може би и некои совети кои што мислат дека добро би ви дошле во овие ситуации. Со што би му дала збор на адвокат Драган Лазаров да го изнесе своето мислење. Благодарам, Викторија. Добар ден од мене, добар ден на сите. Се надевам од удобноста и безбедноста на вашите домови, од home office. Минативе недели често се прашуваме дали можеби секојдневието се повеќе ќе ни личи вака, дали ова е дел од иднината на начинот на функционирање, на начинот на работење, што секако спаѓа во сферата на работните односи. Еден дел кој што е многу интересна, само по себе материјата е многу интересна и занимлива, особено сега во периодов е доста актуелна. Ја морам да признам дека барем кај нас во нашата канцеларија можеби број еден тема моментално од аспект на потребите од консултации на бизнисите. Ние како адвокати секако сме придружна услужна дејност, постоиме за потребите на бизнисите, така да како што се менуваат и нивните потреби и се појавуваат нови, така и ние сме тука да одговориме на новите предизвици. Несомнено се во една, јас би рекол, тера инкогнита, една сосема нова и непозната ситуација за никој од нас. За среќа не сме имале до сега ваква ситуација, се надевам дека и барем во нашите животни векови ќе биде последна ваква, да ја видиме ваква немила ситуација. Меѓутоа, тоа е што е, тука е, кризата е започната веќе и во рамки на истата мора да се снаоѓаме, мора да се адаптираме, за да ја преминеме и да ја пребродиме што е можно побрзо и што е можно полесно и да го продолжиме нашето секојдневие. Се надевам, барем во голем дел онака како што беше, понатаму и уште подобро. Јас би се осврнал на кратко чисто од правен аспект, дека се наоѓаме, како што реков, во една ситуација која што е непозната за никого. До сега сме немале ваква вонредна ситуација, вонредни ситуации имало во државата, меѓутоа со ваков карактер, од ваков тип до сега сме немале. И тоа од правен аспект предизвикува доста прашања, дилеми, до некаде и неизвестност и несигурност. Токму затоа треба во следниот период треба многу внимателно, многу со голема будност да се следат ситуациите, многу промислено да се постапува од страна на сите засегнати. Значи, кога зборуваме за работните односи, тука се разбира основниот однос помеѓу работодавачот и работникот. И секој систем во кој што тие припаѓаат, заштитата од страна на државата, од страна на системот, од страна на судовите, од страна на нас како адвокати, владата преку надлежните тела, инспекторати и така. Пред да се уклучиме, јас барав некои најнови податоци да видам чисто квантитативно како се движи и квалитативно да знаеме каква е ситуацијата во последниот период. Најдов некои податоци дека има доста голем број, ќе ги споделам ова од интернет страницата на Инспекторатот за труд. Значи има извештај од 6 до 9/4, тоа е последниот достапен онлайн, кој што вели дека има регистрирано 219 пријави, од кои 48 пријави се однесуваат за непочитување на мерки против вирус, а 171 од информативен карактер. Сега ова е многу воопштена информација, нема по-конкретно на што се однесува, така да
не знаеме точно каде е маката, што би се рекло, каде е проблемот на работодавачите или работниците без разлика кој пријавува, бидејќи и едните и другите имаат одредени права и обврски. Така да не е лесно да се дефинира во што лежи точно проблемот, затоа што одеднаш се појавија многу прашања. Ние секојдневно се соочуваме со секакви прашања од клиенти, како да се постапува во овој период. Меѓутоа, оно што треба сите да го имаме предвид, посебно ние професионално се занимаваме со заштита на права на граѓани во работен однос особено, е дека мора да се внимава многу внимателно да се пази да не се наруши балансот и правата и на работодавачите, и на работниците, меѓутоа и на работодавачите. Во оваа криза ќе биде многу важно како ќе се постават и едните и другите. Бидејќи треба да се има предвид дека се тоа ќе помине и дека после ова треба да продолжиме да функционираме нормално. Како ќе се нормализираат тие односи ако сега тотално се нарушат? Едноставно не би било можно. Затоа треба да се разберат и работодавачите од аспект на тоа дека има сериозна криза, пад на бизнисот, најавена и веќе најверојатно и официјално сме влезени во рецесија. Од друга страна, работниците да ги задржат ако можат своите работни места без при тоа сериозно да се нарушат работните правата како што ги имаат како вработени како работници. Јас би кажал неколку интересни примери од пракса што ги имаме. Прво, мислам оно што е очигледно е начинот како се реорганизираше работната сила во минатиот период, односно токму ова што го правиме ние сега, односно работата од дома. Како прва и најрезилиентна, односно најадаптирана, најадаптибилна професија секако беше IT индустријата, која што прва и веднаш се реорганизира и веднаш продолжи нормално да функционира и нормално да работи без да се наруши работниот процес. Мислам веднаш, тоа е буквално неколку дена им беа потребни за да се реорганизираат. Во голем дел од нив веќе има имавме воспоставено протоколи за работа од дома. Значи тие многу одамна го практикуваат тоа, ги имаат предвидено ситуациите, не конкретно вакви сериозни ситуации, меѓутоа имаат предвидено дека работните односи, односно модерната работа бара еден вид на адаптација на секакви околности и затоа и тие многу лесно продолжија, односно имаше речиси минимални, односно речиси никакви нарушувања, барем тоа што се однесува на делот на организација на работниот процес. Бизнис делот е друг, нели, како се организирал, меѓутоа работниот процес во ниеден момент не застана. Од друга страна, на другата страна имаме некои кои што едноставно таква работа не е можна, не е можно да се организира. Сега, како ќе организирате во фризерски салон или во транспортен сектор, како ќе организирате работа од дома? Освен кој што нели се однесува на некој дел мал, некоја логистика која што може да се работи на компјутер, другото е се разбира работа на терен и тие не можат. И тука е тој дел сега како да се постапува во вакви ситуации, како работниците дали да седат дома, дали да користат одмори, дали ќе се скратат плати, државата каде ќе помогне. Морам да признам дека оваа криза отвори доста недоречености во нашиот правен систем. Пред се неподготвеноста на постоечките материјални закони, законот за работни односи, јас лично одамна сметам дека требаше да претрпи сериозни измени. Минатата година присуствував на една конференција на која што официјални државни органи најавија дека веќе се работи на некои измени кои што би биле посериозни, подлабоки, меѓутоа таков закон, такви измени до денес немаме видено.
Па така и во оваа ситуација morame да се снаоѓаме со постоечкото законодавство такво какво што е. Точно дека со измените, односно со прогласувањето на варената состојба се даде на владата уставната можност да носи уредба со законска сила и да уредува целосно материјата, било која материја, односно да носи закони. Меѓутоа, од аспект на работни односи се интервенираше многу малку, односно беа донесени конкретно што ги засегаат работните односи, само уредби кои се однесуваат во делот на користењето на одморите, во делот на функционирањето на јавната администрација и другото е во рамки на пакетите кои што ги обезбедија така наречени пакети за помош на работодавачите во услови на криза. Така да на нас ни е оставена, уште еднаш ќе кажам, сегашната рамка, нема некои сериозни измени и мора во рамки на истата да се снаоѓаме, односно секојдневно да ги водиме и работодавачите и работниците низ оваа кризна состојба со цел да обезбедиме што е можно поголема правна сигурност и за едните и за другите. Од аспект на правната сигурност исто така е многу важно да се знае дека ние како адвокати секогаш размислуваме и понатаму неколку чекори во иднина што би се случило, така да и сега кога постапуваме, секогаш имаме на ум што ако во иднина треба да се обезбеди правна заштита на вашата постапка што ја правите сега. Едноставно речено, што кога ви дошле на суд, како би цена. Повторно се сведуваме на предпоставки и на наши анализи, затоа што исто така никој не може да знае, никој не знае, нити пак можеме да се подпреме на емпириска анализа, затоа што пракса нема. Значи, пракса немаме апсолутно никаква. Ќе биде многу интересно да се гледа како ќе се изгради таа пракса сега. Точно, од аспект на повеќе работи, значи ние правивме анализи одредени, бидејќи ова се смета и за некој вид, според нас и виша сила, не некој вид, туку се смета и виша сила. Okay. Во рамки на, знаете колешки, во рамки на облигациите имате исполнувањето на договорите, може да изгасне, може да запре обврската на едната и на другата страна обострано. Па имаме малку сега ситуации кај што едните не сакаат затоа што знаат дека ќе дополнително ќе изгубат средства и така натаму, и сето ова влегува во една целосна нова неистражена територија на судска пракса што тек ќе се гради и тек ќе видиме како ќе, буквално никој не може да каже од овој аспект, од овој момент како би завршило сето ова. Тоа е вака сублимирано, јас моето видување на кратко колку што може да соберам целата ситуација, би дал на колегите исто на колешките да дополнат и се разбира на сите учесници доколку имате прашања со задоволство ќе ви помогнеме, ќе одговориме. Да, само тоа сакав на кратко, Драган, се извинувам. Доколку некој има да постави прашање слободно во чат, може да го напишите и јас ќе го прочитам прашањето за да ви биде одговорено. Ви благодарам. Сега мислам дека може со Ана да продолжиме, така? Да почнем? Да. Благодарам прво за поканата. Чест ми е да учествувам на ваков тип дебата, прв пат ми е, имам трема малку. Добар ден на сите присутни. Точно дека прв пат се соочуваме со ваква ситуација и тоа го заклучуваме од самиот нејзин почеток, особено од моментот на двоумење во однос на тоа што да се прави, на што, во која правна категорија спаѓа ваквата состојба, дали треба или не треба да се прогласи вонредна состојба и што понатаму, откако ќе се прогласи вонредната состојба во услови кога прво со кое што се соочивме е отсутство, односно се соочи државата, е отсутство на закон за вонредна состојба. Мислам дека тоа веројатно ќе биде би требало да биде еден од приоритетите на законодавецот после откако ќе стигнат овие работи, да се доуреди вонредната состојба во закон, за да не се доведуваме во ситуација да има еден вид микро уредување на прашања, односно да се доведуваме во ситуација за секое поединечно микро прашање да треба владата да носи уредба со законска сила. Тоа видовме дека
представува големо оптеретување на владата во моментот, кога треба да се соочи со прашања од најразлични аспекти, кои што се прилично суштински и треба брзо да се адресираат. И се доведуваат во ситуација да буквално во рок од 24 часа уредбите се донесат, се променат и се укинат. Таков беше случајот, да кажеме, со Законот за трговски друштва. Еве еден пример, кога прво се донесе уредба со која што се одложија роковите за организирање собранија, генерални собранија, па потоа се дополни со ограничување на правото на исплата на дивиденди, за да после еден ден буквално се донесе нова уредба со законска сила, со која што целиот закон, целата претходна уредба и незината измена се укина. Наместо да се фокусираат на посуштински прашања кои треба да се уредуваат и адресираат, се прават вакви работи. Меѓутоа, окей, пошто не е тоа темата, да се вратам на ова. И кај нас во канцеларија главно работата и прашањата се сведуваат на ова, на постапките и на третманот и од страна на работодавачот и од страна на работникот. Што сега? Првите прашања со кои се соочивме се потикнаа од организацијата на работата, односно следејќи ги препораките за организирање на работните процеси на начин кој ќе ги изложи на што помал ризик од инфекција и вработените и поврзаните лица со нивните работни процеси. Голем дел од вработените беа испратени да работат или од дома, или буквално престана потребата од нивен ангажман се заедно, комплет. Прво се поставуваа прашања во однос на третманот на луѓето кои што се родители на деца до 10 годишна возраст, а на кои им беше препорачено да останат дома да се грижат за децата, буквално еден ден од како беа затворени школите. Па имаше безброј прашања околу тоа каков е сега нивниот третман, дали се тие на годишен одмор, па дали не се оштетени со тоа што се упатени на годишен одмор, па ќе им пропадне за тоа, тие мораат да останат дома и така натаму. Второ, на чиј товар, бидејќи тоа е платено отсуство од работа, на чиј товар ќе биде тоа нивно отсуство од работа. Сега веќе знаеме дека тоа останува товар на работодавачот и представува платено отсуство, но не користење на годишен одмор. Сега тоа веројатно ќе се комбинира, бидејќи се донесе уште една уредба со законска сила која го менува Законот за работни односи и која наметнува годишниот одмор да се искористи стариот ланскиот годишен одмор наместо до крајот на јуни оваа година до крајот на мај. Додека првиот дел од годишниот одмор за 2020 година во траење од 2 недели и 12 дена работни да се искористи уште во јуни. И на тој начин ќе се покријат, претпоставам, делот од отсуствата на вработените кои не се на работа сега. Инаку Закон за работни односи предвидува две различни категории, односно првата би била прекин на работа од деловни причини, прекин, не прекин на работниот однос, туку на работата за одредено време, која не може да биде подолго од 3 месеца, за кое што работодавецот е должен на работникот да му издаде решение и да му плаќа 70% од платата која вообичаено му е исплатувана. Друга ситуација е ситуација на виша сила, предизвикана од настан на виша сила, во која што се исто така му се дава на работникот решение кога тој останува дома, меѓутоа нема никаква работна обврска, нема потреба од негов ангажман за тој период, тоа не е ограничено временски и во тој период работодавецот е должен на работникот да му исплатува 50% од платата. Сега, следно прашање кое се поставува во ваква ситуација е како да се утврди дали навистина тој работодавец е засегнат од настан на виша сила и како е оправдано тоа испраќање на работникот дома со таков тип решение и со таа висина на надомест. И тоа е многу интересно прашање, бидејќи не сите работодавци во не сите сектори и индустрии се навистина засегнати од оваа ситуација, барем не во исто обем. Во моментов имаме со акт утврдено дека таа ситуација ги засега недвосмислено угостителите и туристичката индустрија, да кажем, туристичкиот сектор. Меѓутоа не и другите. Тоа што го прават компаниите за да ги оправдаат своите таков тип решенија и таков тип упатувања на работниците дома, се аплицира до Стопанската комора
која што може да ја анализира, да го анализира барањето на работодавецот и да процени врз основа на она што ќе го образложи работодавецот во своето барање и врз основа на доказите кои ќе ги приложи, дали е или не е таа конкретна компанија засегната од наставна виша сила, што не му дава апсолутно директно право на работодавецот да донесе такво решение за работникот, меѓутоа може да го искористи работникот во евентуална или worst case сценарио, како што ги гледаме ние работите постапка, во која што работникот би тужал. И тука ќе биде многу интересно да се гледа каков став ќе заземе судот во однос на тие прашања, во однос на тие постапки. Не можеме, точно се согласувам со колегата, да прогнозираме. За нас ќе биде интересно да се гледа градбата на таа пракса и начинот на кој судијата ќе го изгради ставот, односно ќе ја извага работата, односно од една страна загубата и ризикот на работодавецот, од друга страна правото на работникот. Сите три инстанции, не судот, збориме за сите три инстанции. Кога збориме судот, збориме значи не само основниот, ќе треба и апелација да видиме. Така е. Судовите. Генерално судскиот систем. Да, генерално, да. Да, сигурно сум дека ќе се покренат прашања во однос на човекови права. Ќе предизвика и тоа. Да. Сигурно сум. Сигурно. Така да ќе има и ова не велам дека ќе биде само овде, ќе бидат прашања кои што ќе бидат претпоставувам третирани насекаде и ќе биде интересно какви ставови ќе бидат заземени глобално. Така. Бидејќи не само ние се соочуваме со оваа ситуација. Ова е прв пат, барем јас вака што знам, да се соочиме глобално со прашања кои во исто време сите не засега и сите сме подеднакво неподготвени. Така, искрено да се надоврзам на твојот разговор само во насока на неподготвеноста, примерно и државата не беше подготвена, затоа што имаше одредени работи беа исклопни околности, како е неможноста да се донесе тој закон, имавме распуштен парламент. Тоа беше дополнителна кризна состојба во веќе кризна ситуација, кај што веќе имаме военна состојба да немате парламент. Значи главното законодавно тело ви е целосно неспособено. Не можете да го користите, значи останува капацитетите само на владата. Рачунете главниот законодавен дом не дава никаков придонес во регулирањето на материјата. Така е. Оставена целосно на владата, и ако пуста владата, да, ја има можноста, меѓутоа во редовна ситуација, владата е еден од можните предлагачи на закони. Иако во праксата во Македонија дека 90 и над 90% е на предлог на владата се носат закони и измени на закони, меѓутоа тоа е. Друга работа која што исто не фати неспремни, службен вестник дури после 2-3 недели почна да стана јавно достапен бесплатно за луѓето. Ајде ние нели имаме ресурси како адвокати пристапи до бази на закони, меѓутоа службен вестник ајде што е еден од последните во регионот што се плаќа за сите, иако по устав и по законите се достапни за сите граѓани. Да. Па и до сега 2-3 недели со давање на слободен пристап до уредбите кои што со огромна брзина ги носеше владата и како што кажа да ги носеше, па ги укинуваше, па ги изменуваше. И беше навистина тешко да се следи точно што, каде, во кое. Дури за некои работи имаше потреба и до објаснување. Пример, уредбата за одморите, кога се имаше еден дел таму во одредбата кој што до објаснуваше дека се однесува на работодавачите зафатени со мерките. Па после мораше да се направи посебна со прашање, па да излезе владата да дообјасни дека тоа е сушност за родителите кои што останале дома да чуваат деца, односно оние кои што се целосно ослободени од работа, дека за нив се однесува, а не за целиот приватен сектор во глобала. Така е. Така, да. Така е, доста работи се недоречени. Исто така многу забуна донесоа и соопштенијата кои представници на владата ги изнесуваа на пресконференциите, кои што кај нас направија да очекуваме одредени доуредувања во уредби, кои што никогаш не се случија. Например, ќе се сигурно знаете вие зашто ќе зборувам, од таа фамозна мерка 4.
што ја најави премиерот во однос на надоместот кој што би го оствариле луѓето кои ќе останат без работа како резултат на кризата од државата. И сега ние се очекувавме дека треба да се донесе некакво дополнување на законот за осигурување во случај на невработеност, кој што ќе опфати уште една категорија работници кои што ќе бидат одјавени како резултат на кризата, меѓутоа не во соодветна поставка за раскинување работен однос, што веќе е предвидена во законот. А излезе дека не е така, дека всушност нема мерка тука, дека се повикува владата на закон кој што веќе постои и начините на прекинување на работниот однос се тие. Да. Нема друго. Ако ги видите сите уредби што ги има досега барем објавено во владата, што ги има донесено, сите се во еден формат од неколку членови, од неколку одредби. Една воведна, една завршна и во средината фактички суштината на указот е неколку члена. Немаме поголема уредба од 2 страни во службен. Никаде, значи во ниту еден акт, во ниту една пракса не е пропишано дека указите треба да бидат кратки и недоречени. Напротив, кога веќе тоа ви заменува закон, односно има сила на закон, фактички представува закон, мора да биде јасно и прецизно објаснето да знаеме за што станува збор, а не да чекаме соопштенија или пресконференции нови од страна на владени представници за да знаеме како да го примениме. Ама и тоа е ризик бидејќи не е извор на правото. Како можеме ние, значи јас да речеме моите клиенти ги советував да се стрпат, да почекаат, бидејќи сигурна сум дека ќе излезе уредба која што токму тоа прашање што е најгорливо за најголем број од работодавците ќе биде доуредено. За да на крај видам дека всушност нема луѓето што да чекаат и треба да постапат на еден од начините што се веќе предвидени во законите, бидејќи такво доуредување нема да има. Ние имавме ситуација во која што клиенти се обраќаа самите до надлежните трудови инспекторати за дообјаснување и од таму има добиено уште понеточна информација од колку што имаше и во уредбата и во дообјаснувањата дадени преку соопштенија или пресконференција. Значи во рамки самиот систем кој што треба да се грижи, кој што е задолжен за штитење на правата на одработен однос, да. Тие не се подготвени. Значи они не ги знаат, за нив не им е јасно, односно најверојатно нема некаква линија на комуникација директно во која што точно јасно и прецизно ќе се пренесуваат сите информации за да знаат како да постапуваат. Па, знаете, отприлика тоа вака теоретски од наша страна. Мислам ние можеме уште да зборуваме, прашање колку ќе биде интересно за слушателите. Верувам дека они се соочуваат со конкретни ситуации, па можда не знам да чуеме прашања па ги одговарам. Така. Сега би издала збор на Ивана, може слободна да го изнесе своето мислење, па ќе продолжиме со прашање на крај доколку има од слушателите. Супер, добар ден и од мене, и мене ми е особено драго што денес се собравме да продискутираме вака на оваа тема во интересен состав. И јас морам да признам дека ми е прв пат, иако мислам дека не ги стигнав слушалки во последниве 20 дена, ама на ваков формат прв пат се наоѓам на дебата и многу ми е возбудливо. Но тоа е една од придобивките на кризните ситуации, обично се можности за учење нови работи и тоа на многу брз начин. Јас, како што ме представивте во моментов, бев представена како директор на човечки ресурси во НЛБ банка, што е мојата всушност секојдневна фултайм позиција. Но во оваа дебата ќе се обидам и мојата друга страна, да ја ставам капата на кариерен советник и да споделам некои од нашите размисли, кога велам нашите, мислам на нас, кариерните советници, околу тоа што се случува во кариерите на луѓето. Но прво за корпоративниот контекст, мене ми е секогаш корисно, ние во HR особено многу се подпираме на правна експертиза, вообичаено имаме специјалисти правници за работни односи во нашите тимови. И многу ми беше интересно ова што го споделија Драган и Ана, имате едно правило стално, што повеќе правници имате на маса, тоа посигурна е работата. Не знам. И многу интересни видувања и аспекти на досегашното одбивање на правната регулатива во однос на
на оваа ситуација, но јас ќе се обидам да ја споделам HR перспективата која за жал не застанува само на темата усогласеност со прописи. Ние нормално дека будно ги следиме сите овие многу агилно споделени уредби и брзи промени. Јас побрзи промени во регулатива не сум доживеала, веројатно не знам, можеби вие правниците имате поинако искуство. Што од една страна е супер затоа што тоа покажува флексибилност, од друга страна за нас проблемот почнува кога ќе се усогласат правниците дека нешто е издржано и законски во ред. Она што понатаму доаѓа за нас како следен чекор е, откако ќе утврдиме дека е се усогласено, треба да видиме кои се импликациите од неговата примена. А тоа законите не го предвидуваат, а често и законодавците избегнуваат да го или пропуштаат или од недоволно искуство не го испитуваат до крај. Така што во овие кратки уредби кои што провеа во последно време еден куп недоумици се најдовме, да не се повторувам, Ана и Драган тоа многу убаво го изелаборира, колку недоумици имавме и можности за толкување, но од друга страна пак беа и доволно флексибилни да можеме да ги прилагодиме на нашите индустрии, големина на компании и така натаму. Мислам дека овие мерки и целава ситуација на многу различни начини се имплицираат и по сектори, по индустрии, но кај некој има нормално зголемен обем на работа, поголема потрошувачка, гледаат многу можности, гледаме секојдневни индустрии кои што се расцветаа во последниот период, и дигиталниот маркетинг прв ми паѓа на памет. Но и оние кои што веројатно се на рап на пропаѓање барем на едно одредено време. Но кризата поинаку се имплицира и во поинаков ефект има на позависност од тоа од големината на организацијата и нејзината организацијска поставеност. Во корпоративен контекст овој удар многу поблаго веројатно ќе влезе во големите корпоративни системи, додека кај малите предпријатија, тоа го гледаме и на вести, први излегува работите на површина и веднаш кризата почна да има некаков негативен ефект. Сепак корпоративните системи, големите компании се соочуваат со еден неверојатен досега во историјата невиден предизвик, а тоа е, барем ние во HR не сме го доживеале ова откако јас се занимавам со темава, да имаме ситуација во која ќе мораме да организираме една цела низа различни режими на работа, а при тоа да воспоставиме фер системи, што е нашиот најголем предизвик. Се што правиме, секоја мерка која што спроведуваме во организацијата да биде фер за сите различни засегнати групи, значи групи на вработени, а при тоа најпрво да ја ставиме маската на задишање на мајката, односно да ја спасиме компанијата и да не дозволиме таа да трпи. Знаете, во авион велат прва маската на родителот, а бидејќи тој може да спаси многу повеќе деца околу себе. Ние во HR гледаме неверојатна можност за учење. Дека јас очекувам дека наскоро веќе има најави, ќе почнат да се публикуваат цела низа на литература на нови теории, еден куп теории што ние во HR досега сме ги користеле, веројатно ќе престанат да бидат важечки и ќе измислиме нови, ќе се воспостават нови правила на игра во организацијското однесување и во организацијата на системите. Така што од таа перспектива сме многу возбудени. Јас лично многу будно ја следам ситуацијава, се трудам да научам што повеќе од неа. А тоа ќе биде и моја препорака за сите останати кои што се свесни и свесно имаат свесен пристап во својата кариера. Јас сепак би сакала од овој корпоративниот контекст да споделам едно многу важно мое видување, кое го сметам за особено битно во целиот контекст, а често го забораваме, тоа е дека пазарите на трудот не се локална категорија и тие се во денешната глобална економија поврзани како систем на врзани садови.
Така што ќе биде сулудо ние да очекуваме и да предвидуваме било какви движења во Македонија, ако не знаеме што очекува светот. Светските прогнози за тоа што не очекува во наредниве месеци и години, бидејќи импликациите ќе бидат далекосежни, се менуваат со вртовлава брзина. Ако само ви кажам дека пред само 10 дена Меѓународната организација за труд излезе со економетриска проекција дека 25 милиони работни места ќе бидат изгубени во светски рамки како ефект на кризава. Веќе вчера излезе со нови пресметки кои што велат дека скоро 7% од вкупните ефективни работни часови ќе бидат дефинитивно изгубени, тоа е моменталната проекција. Тоа, вака пресметано поедноставно кажано, прави околу 200 милиони работни места за едно тромесечие или повеќе од 70 милиони, 200 и нешто милиони се full-time equivalent, или повеќе од 70 милиони работни места. Значи, за само 10 дена проекциите по истата методологија трокрапно се зголемија во полза на негативниот ефект на криза. Најпогодени Меѓународната организација на труд исто така ја објави и листата на најпогодени индустрии и ова за нас исто така е релевантно затоа што можеме многу добро да очекуваме како резултат на оваа студија што ќе се случува и кај нас. Значи, од индустриите со најмал ризик од групите вработени, сега да го пренесам ова во вакви изрази, со најмал ризик, најмалку погодени ќе бидат секторите образование, здравство, јавна администрација и социјални сервиси и елементарните занимања. Значи, лични услуги, основни занимања. Додека пак најпогодени ќе бидат индустриите, нормално хоспиталите, индустријата, сместување и храна, угостителство и хотелиерство, бизнисот со недвижнини, овие нашиве професии, значи сите бизнис услуги и административни услуги, производството и малопродажбата и поправка на моторни возила и целата индустрија поврзана со моторни возила. Сега, земајќи ги предвид овие предвидувања, можеме само да замислиме какви импликации може да има на македонските предпријатија кризава. Бидејќи неминовно истото што се очекува дека ќе се случува во светски рамки, во многу сличен обем ќе се имплементира и кај нас. Дали ќе предизвика, во Македонија се шпекулира со некоја бројка за сега од 50, губење на 50.000 работни места, што е огромен процент од вработените. Тоа ќе направи прилично голема социјална криза во услови на нашиот пазар на трудот, доколку овие проекции се точни. Но јас не сум сигурна дека при овие песимистички проекции се земени предвид сите можности и редефинирање на индустрии кои што ќе произлезат од кризава, кои порано или подоцна ќе произлезат како позитивен ефект. Јас сум прилично оптимист дека оваа нова настаната состојба ќе има и многу покрај негативните, се подразбира, ќе има и многу позитивни ефекти и на индустријата и на однесувањето на поединците во рамки на пазарот на трудот. Например, еден како куриозитет би споменала, во индустријаве што пред малку ги споменав, со сигурност ќе останат барани и сега видовме дури кои елементарни занимања се најважни, нели? Женската работна сила ќе доминира, доколку проекциите се точни и предвидувањата. Сите индустрии за кои што се предвидува дека ќе останат стабилни или ќе им се зголеми важноста и ќе вработуваат се повеќе луѓе во иднина за сметка на опаѓањето во другите индустрии, се претежно индустрии кои вработуваат женска работна сила. Така што се очекува во светски рамки да се смени, можеби за прв пат во историјата, соодносот на вработени помеѓу жени и мажи. Например, една таква импликација и замислете сега какви се можни нус ефекти може да има таквото движење. Обштествени. Извини, Ана? Обштествени.
Значи тоа ќе има социјални, општествени, тектонски поместувања во некој во општественото живење. Понатаму, веројатно ова дигиталната дисрупција или дигиталниот процветување на сите системи кои што се поврзани со било какви дигитални сервиси, јас сум воодушевена само во мојата микрооколина колку многу сега научивме дека луѓето всушност можат да се навикнат да работат дигитално. И воодушевена сум кога гледам колку луѓе кои имале отпор кон учење или кон техника во минути се прилагодуваат на системи и ги користат како да им се. Така што кризата јас ја гледам како можност, особено за учење, брзината и притисокот, ризикот со кој што се соочуваме не тера да размислуваме многу покреативно, многу поистражувачки и многу брзо реагираме. Ова агилност во општеството и во системите е за мене незапаметена, барем откако сум јас живеа долго време и работам активно. Не сум видела поагилно однесување и во нашава заедница, да не зборувам за пошироко. И само на кратко, ако секако дека би било многу поедноставно за сите на прашања да одговориме за да се фокусира дискусијата, но јас само сакав еден кус инпут од аспект на индивидуата. Нас кариерните советници сега вообичаено не бараат луѓе кои што доаѓаат со многу песимистички проекции за својата кариера и велат дека криза во Кенија им прави сериозен прекин или проблем. Во време на ваква неизвестност, да речам, има јасни смерници, ние даваме јасни смерници што луѓето всушност треба да очекуваат и треба прават со себе. Имено, првото главно прашање е дали кариерата е прекината кога вие времено, поради некакви времено ограничени околности, сте спречени да работите нешто што сте го работеле до вчера. Ако тргнеме од фактот дека кариера не е само периодот поминат на работа за плата во одреден организиран систем, туку целиот процес на менување, учење, деривирање, репрофилирање на собствениот кариерен профил. Многу е битно да запомниме дека во оваа ситуација кариерите не се прекинати на луѓето. Ние можеме само свесно да ја прекинеме нашата кариера, не правејќи ништо и седејќи дома, следејќи вести колку мина умреле од вирусот и да не правиме ништо за себе. Но секој час поминат во учење, во вмрежување, во испробување на новите дигитални алатки кои што ни стојат на располагање, од Зорт или од Жилба, е многу сериозен чекор во кариерата и учењето е кариера, и вмрежувањето е кариера, и испитувањето нови можности, и редефинирањето на себе си, и правењето на нови тестови, сега се еден куп алатки онлайн бесплатни, е кариера и бидејќи никогаш или ретко досега сме имале шанса така да имаме време да се занимаваме само со себе и да се редефинираме себе си, ако го искористиме ова време да се преиспитаме кој сум јас денес, тоа ќе биде една од најголемите ползи за секој од нас во оваа ситуација. И само уште една порака за мене во врска со вработените, оние кои што сега се наоѓаат во работен однос и на овој или оној начин се во некаков вонреден режим на работа, дали мораат да одат на работа се уште за да одржуваат некој систем или работат од дома или пак се привремено неактивни додека се дома, додека се изолирани. Знаете, постои една стара добра која вели на маката се познаваат јунаците и дека најчесто кога памтите во животот, паметите за луѓето како се однесувале кога најмногу ви требале. Ние треба да знаеме дека во
моменталната ситуација, вработените и работодавачите се оставени едни на други и како и едните и другите ќе се однесуваат кон другата страна, сега ќе остане и длабоко ќе обележи нивната понатамошна релација. За да бидам појасна, прво и основно сметам дека работодавачите мораат многу етички да постапуваат во оваа ситуација и независно дали и колку тоа е пропишано во акти, бидејќи кога зборуваме за луѓе на хартија не може да се стави се што треба да се земе предвид кога работите со луѓе. Мораат да имаат јасен, етички и фер пристап кон вработените. Но и обратно, за вработените важи исто така дека сепак на крајот на денот, ако мајката не добие маска и ако престане да дише, веројатно многу деца во нејзина околина исто така ќе бидат загрозени. И секој од нас треба да покаже ширине, флексибилност во оваа ситуација, да не ги става своите интереси секогаш и без преседан на прво место, без при тоа да му се битни ефектите и можностите кои што се нудат во околинава. А во оваа ситуација можностите се многу ограничени и веројатно сите ќе мора да се откажеме од нешто. Можеме ја уште, ама во интерес на дискусијата би била среќна ако има некои прашања, па можеме да прокоментираме. Така, слободно може Драгана, Ана, доколку има да дополнат нешто. Слободно, и доколку некој од слушателите има прашање, слободно може да го пишете во чат или да се приклучите лајф и да поставите директно до говорниците некое прашање доколку нешто ве интересира. Благодарам, Ивана, на одличното сублимирано, сепак екстензивно објаснување на еден интересен аспект на сегашноста и днината. А јас би сакал да се надоврзам само на кратко на последниот дел, што го напомена Ивана. Многу е важно, тоа неколку пати го потенцирав, сега како ќе се однесуваме, од многу аспекти, едни спрема други. За жал, во пракса, во последниве недели имавме ситуација во која што тој баланс и заемна врска и почитување беше, па може да се каже дури грубо нарушени и од едната и од другата страна. Така. Значи имаме ситуација во која што генерално очите се свртени сега кон работниците, меѓутоа и работодавачите имаат своја мака пред се, маската да ја задржат, односно да има кислород, да дише бизнисот, да успее да го преживее ова време, за да може да даде и на своите. Ако секне кислородот, што останало. Имавме ситуации немили во кои што работниците од друга страна се однесуваа како дури малку егоцентристички во целава ситуација, не разбирајќи го тоа, па си продолжија со неетичко и несоодветно однесување. Во таква ситуација треба да имаме разбирање, бидејќи и чисто легално, чисто формално, ако гледате, забрана за моментално за отказ или било какво постапување во рамки на дозволеното од законот нема. Така да, мислам дека и намерно оставено така и треба да остане така. Работните односи повеќе да се регулираат на тој меѓучовечки однос, затоа што ако законодавецот во овој случај извршната власт сериозно интервенира, може уште поголем дисбаланс да настане. И точно сега како ќе се постапат едни спрема други, како ќе се постават и како ќе постапат едни спрема други, тоа ќе се рефлектира и во блиска и во далечна иднина, бидејќи ова ќе заврши еден ден. Значи ова нема вечно да трае, фала Богу. Во сегашни услови гледаме дека како се снаоѓаме и исправуваме. Јас предвидувам многу брзо да се вратиме во нормала, иако барем ние помладите и барем ние што имаме веќе во некој сегмент од нашето секојдневие имавме претходно вклопено некакво електронско функционирање. Нас не верувам дека ни е нешто многу чудно. Некако брзо се адаптиравме и продолживме по редовниот пат. Единствено за нашата професија што судовите не работат. Меѓутоа пак ќе кажам, тоа не е никаква причина да не се почитуваат или да мислиме дека сме оставени работниците и работодавачите сами на себе. Правна заштита имало и ќе има. И во вакви ситуации, во кризна состојба ќе има.
Ако треба ние сега ја поднесуваме тужбата, а ќе мора да ја поднесеме, па ќе чекаме нели тогаш да суди судот, меѓутоа системот мора да го задржиме до нас. Од нас зависи колку функционален и колку целосно ќе го задржиме во функција на заштита на правото. Така, супер, ви благодарам, Драган. Ана, нешто да дополниш? Па јас само кратко, не стручно. Многу често во разговор и со клиенти, и со пријатели, има една многу интересна девиза за нас што имаме вакви индивидуални занимања и за луѓе кои што водат сопствени бизниси во принцип. Од страна тоа изгледа, знаете како, лесно ти е тебе, работиш за себе. И ако ќе го поставиш обратно прашањето, ти се бајле кога стануваш од кревет и кога ќе си стушираш и кафето, кога ќе го испиеш и кога идеш на работа, за кого одиш на работа? Нели? Значи на крајот на денот на така, нели? На крајот на денот вечната дилема. Сите го правиме тоа за себе. Прашањето од кај ќе ти дојде печекот на крај, од тебе зависи. Од секој од нас, мислам, тоа што го вложуваш, тоа го добиваш на крај. Така што апсолутно се согласувам со тоа дека начинот на кој што и работникот ќе се постави во оваа ситуација многу кажува за него од човечки аспект, а човечкиот аспект, барем за мене, е примерен во секоја релација, па и во работните односи. Така е, во принцип, она што велам јас beyond, кога завршува правниот пропис и рамката на дозволени и забранети однесувања, почнуваат всушност маките на HR-от. Тука почнува нашата професија. Во принцип, организациите и вработените функционираат по принцип на социјална размена. И таа работи на два начини. Едни се договорните правила, тоа што го регулираат адвокатите и нашите правни експерти ни помагаат тој дел да го регулираме, но многу по-комплексна е другата релација која што ја градат вработените и работодавачот и организацијата, а тоа е размената по принцип на реципроцитет. Така. Кој нам инстинктивно ни е вграден на луѓето и кој се базира на нашиот инстинкт кој вели доколку нешто во мојата околина ми прави добро и јас треба да бидам добар со него. Така што тој дел не може да се пропише во прописи и нема правна заштита за него. Нема, така. Но најдлабоко, знаете, со договорот ако е прекршена чиста работа, ќе одиме на суд и ќе расчистиме кој било право. Но овој хуманата димензија во работните односи по себе се многу комплексен облигацијски однос. Точно. Токму поради ова заврзлама со принципот на реципроцитет, затоа што нема предмет, нема друг предмет на работа, туку е човек со човек. Така е. И човекот е предмет на договорот, што е исклучително комплекс. И има едно чувство кое што многу често се јавува кај вработени, особено во големи организации, не знам како се вика на македонски, на англиски се вика entitlement. Значи чувство на тоа дека некој нешто постојано ти должи. Дека работодавецот постојано нешто му должи на работникот и ако е тој влезот, ако е тој пристапот на работникот, не верувам дека има потенцијал за во ваква една ситуација да се најде на решение во рамки на тој реципроцитет. Тој е светски феномен, но кај нас е многу изразен од повеќе причини. Прво затоа што има рецидиви од минатите системи, поинаква форма на организирање на работата и на трудот и на собственоста. А од друга страна, ние живееме во едно општество, ние сме го мереле тоа преку истражувања, кое што има сериозно висока, критично висока стапка на предрасуди и стереотипи за светот на работата. Значи, кај нас е многу нормално вие да излезете со пријатели во ресторан на маса и да зборувате лошо за работодавачот. Да. И тоа е социјално прифатено кај нас, што не е случај во други култури. Така што тоа е веројатно една од. Но сега за кризава тоа и не е толку многу релевантно, како и да е за импликациите на овие односи. Битно е сите да бидеме флексибилни, да ги разбираме потребите на другата страна и на нашата околина, на колегите. Мораме да сме социјално свесни, да не бараме
equality, само да биде се рамномерно распределено, туку да биде фер распределено, но земајќи предвид некогаш некои социјални аспекти, кои што се неминовно некој ќе биде повеќе заштитен во кризна ситуација, некој помалку заштитен поради некои приватни околности и така натаму. Многу етички е многу комплексно решавањето на фер пристапот во оваа ситуација. Па добро, сега во периодов неретко и ние се наоѓаме во таква улога да мора да бидеме на еден начин медијатори пред се, имајќи нели да се земат предвид можностите и потребите и на двете страни, бидејќи и кај нас во литературата, во правна литература и во теорија, работниот однос е многу апстрактен. Значи имате вие во договорното право, во договорите кај што од облигационите односи имате јасно толку килограми за толку пари, толку километри за таа услуга, нели? Точно јасно е лесно се квантифицира и квалифицира, меѓутоа работните односи се многу покомплексни од аспект на право. Добро е, мислам, ме радува тоа што имавме и доста позитивни примери во последниот период во кој што на взаемно разбирање страните се договорија најмеката мерка која што сега чисто правно може да искористите, заедно се договорите да се намали бројот на платени работни часови или на општо на работните часови. Тоа ви го дозволува законот за работни односи, бидејќи реално и ефективно и работниците не ги работат целосно ефективно часовите како кога би биле на работа. Па така да законот ви дозволува намалување, односно нов измена на работниот однос на неполно работно време, кој што може да биде и пропорционално на часовите и платата на работата, и во тој случај целосно се покриени нели и бруто платата и предонесите се натоварна, повторно се плаќаат, не се екстремни мерки како што ги дозволува другите кои што ги дискутиравме преска со колешката Ана. Меѓутоа тоа е еден од начините да се дојде до взаемно разбирање во рамки, а сепак да биде во рамки на законот и двете страни се согласуваат, потпишуваат анекс на договорот дека да, ќе работиме помалку, скратени работи, нема 8 ефективни работни, туку 6-4 часа дневно и толку ќе биде и нели платата, и толку ќе биде платената, и овде е чист законски основ без никакви потребни посебни договарања, преговарања. За жал, други институти, како што имавме неколку прашања, да мирување на работен однос не постои кај нас. Има неплатено работено, право на неплатено отсуство, но ова не спаѓа побарање, меѓутоа ова не спаѓа во категориите кои што ги предвидува законот. Тој институт измислен за лични потреби пред се на работникот, затоа самиот бара да му се стави на еден начин во мирување, иако официјално е неплатено отсуство. Меѓутоа имаме и ситуации кај што едноставно нема друг избор и мора нема апсолутно никакви примања, па мора и да се разделат барем привремено. Иако имаме ситуации кај што во разговор работодавачот и работникот се согласиле дека во моментов не може да се платат, може спогодбено да се прекина работниот однос, меѓутоа при првата можност за месец, 2, 3 при закрепнување на бизнисот повторно би бил ангажиран истиот тој работник повторно на истото работно место. Така да имаме многу различни ситуации во праксата се повторно ќе кажам, нашата задача пред се е да биде во рамки на законот, да биде правично и праведно и за двете страни, да бидат запазени основните принципи на работните односи што ги предвидува уставот и законот, да бидат заштитени и двете страни, без да се оставаат можности за било какви правни импликации во иднина. Сето тоа нормално се надоврзува и предпоставува она што го говореше Ивана, некаков човечки односи, взаемно разбирање за ситуацијата, затоа што ова е ситуација која што апсолутно сите на некаков начин не засега. Тоа е вака накратко само сакав да дадам дел од можностите на што ги нуди законот и кои што стојат на располагање. А ако имаш нешто да додадеш во таа насока? Мислам дека кажав се што
Имав за сега. Може да се надоврзам на некоја дискусија после. Така. Доколку има прашања, повторувам, може слободно да постави некој од слушателите. Во чат прашуваме како е? Па може да се приклучат и лайв, да, може, слободно, не е проблем. Чекаме на чатот. Да. Океј. Поради тоа што еве до сега немаме некое прашање, сакам да ви се заблагодарам од името на председателот на Институтот за бизнис и менеджмент Хайделберг Улрих Зейтел и Абит Академија за вашето издвоено време, вашите совети кои ги поделивте со нашите слушатели. И како што напоменав на почеток, оваа форумска дебата се снима, ќе биде објавена на нашите YouTube канали и веб страни. Следете не за сите нови форумски дебати. Утре имаме нова форумска дебата на тема како да се справите со стресот во ситуација на криза или COVID-19. Уште еднаш, Ана, Игор, Ивана и Драган, ви се заблагодарувам што одвоивте време и што дадовте совети на нашите слушатели.